Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, колеги претеници. Денес расправаме за годишниот извештај на Македонската радиотелевизија за 2015 година. Разгледувајќи го ово извештај за 2015 година, може да се види дека Македонската радиотелевизија за 2015 година има остварено вкупно приходи во износ од 1 милиарда 284 милиони 187 милијади 329 денари. По основ на радиодифузна такса во Македонската радиотелевизија е остварен вкупен приход во износ од 844 милиони 523 илјади 469 денари. Од буџетот на Република Македонија, како финансиска поддршка за работењето на Македонската радиотелевизија, се планирани, а и остварени приход од 240 милиони денари. Во 2015 година, во рамките на тековното работење, се остварени расходи од 1 милиарда 219 милиони 238 милијади 386 денари. Од овој извештај, што ги гледаме сите овие табели, бројки, цифри, можеме да констатираме дека планираното не се совпаѓа со реализацијата. Се гледа дека се потрошени огромни финансиски средства, но за возврат граѓаните кои што ја плаќаат Македонската радиотелевизија добиваат многу малку информации и затоа треба да се подсетиме дека Македонската радиотелевизија не е приватен сервис. Таа не се финансира од приватен капитал, туку се финансира од парите на сите граѓани во Република Македонија. Ако направиме една анализа, ќе констатираме дека последните неколку години Македонската радиотелевизија повеќе ја фаворизира власта, а зима пари од сите граѓани на Република Македонија. Многу состојби, проблеми на граѓаните не можат да се пласират во јавноста од причина што провладиниот медиум, прескапо платен од парите на граѓаните во Република Македонија, прикажува ситуации виртуелна реалност. Криминалот, корупцијата изминативе 10 години не може да дојде на виделина благодарение на медиумскиот мрак, но од друга страна, благодарение на вистината за Македонија, многу работи излегоа на површина. Се откри криминалот на врахушката на ВМРО ДПМН. Затоа, за 3 години, 20 милиони евра пари на граѓаните завршија на провладините медиуми. Многу сметки на граѓаните се блокирани ради дифузната такса. Македонската радиотелевизија од ден на ден наликува повеќе на партиска телевизија на ВМРО ДПМН. Вестите на Македонската радиотелевизија наликуват на билтен на партиски активности на ВМРО ДПМН, а не на звиднувањата и на состојбите што се случуваат во Република Македонија. Затоа, почитувани представници на Македонската телевизија, правете вести по желба на граѓаните на Република Македонија, а не по желба на партијата на власт. Потоа, довербата кај граѓаните ви е на многу ниско ниво. Гледаноста ви се намалува на оваа телевизија. Порано имаше многу емисии кои што граѓаните со задоволство ги гледаа и се уште сакат да ги гледат. Ги нема. Потоа, не гледаме дебата на оваа ваша телевизија помеѓу опозицијата и власта. Зошто е тоа така? Кој не ви дозволува
Дали власта не ви дозволува тоа да се емитува на таа телевизија? Земате пари од социјалните случаеви, земате пари од стечајните работници, од пензионерите. Заради блокирање на сметки ја доведувате во прашање екзистенцијата на многу граѓани, што тоа нешто не е во ред. На една иста адреса, во една иста куќа, стигнуваат белешки за радиодифузна такса, повеќе белешки. Можеме да кажеме на секој член од семејството да има по една белешка. Се уште стигнуваат белешки на име на починатите лица. Лица кои што се иселени надвор од државата. Имаат живејалиште во Република Македонија. Електричната енергија во нивните живејалишта е склучена, а и стигнува белешка да плаќат радиодифузна такса. Потоа, почитувани представници од Македонската радиотелевизија, бидете сервис, јавен сервис на сите граѓани во Република Македонија. Дајте еднаш за секогаш, одважете се, бидете храбри, како тоа што го направија и многу медиуми, соочете се со притисоците и кажете стоп на притисоците од страна на власта, на партијата на власт. И уште еднаш ке повторам, правете вести програма по желба на граѓаните тие што ве плаќаат, а не по желба на партијата на власт или на уредникот Никола Груевски, кој што изминативе 10 години направи тотален мрак и ги задуши медиумите во Република Македонија. Не случајно неизбежен е фактот што се кажува дека Македонија во однос на слободата на медиумите е најниско рангирана од сите земји од Европа и на Западен Балкан според Репортери без граници. Исто така, во извештајот од Европската комисија е потенцирано дека слободата на изразување на медиумите е слабо, дека е нотирано заплашување на новинари, дека има сериозна загриженост кај Европската комисија заради уредувачката политика на овој јавен сервис Македонската радиотелевизија. И исто така се потенцира во извештајот на Европската комисија дека имаме недостаток од транспарентно трошење на парите од страна на владата за реклами. Па дајте еднаш за секогаш, бидете јавен сервис. Вие тука постапувате како да сте нов потпарол, вие представниците од Македонската радиотелевизија, како да сте нов потпарол на ВМРО ДПМН. Ако сте представници од јавниот сервис, постапувајте така во интерес на граѓаните на Република Македонија. Оние кои што ве плаќаат, кои што ја плаќат Македонската радиотелевизија по два основи. Буџетот на Република Македонија се полни од граѓаните на Република Македонија. Потоа граѓаните плаќаат и по основ на радиодифузна такса. А вие одработувате во интерес на партијата на власт. Сакам да апелирам до сите медиуми во Република Македонија. Времето на груевизмот, заплашувањето замина. Во Македонија повторно ќе имаме слободни медиуми. А вие, почитувани граѓани, ќе дојде време кога нема да имате законска обврска да плаќате радиодифузна такса. Со доаѓањето на Социјалдемократскиот сојуз на власт, радиодифузната такса ќе ја укинеме, бидејќи тоа нешто е предвидено во програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тогаш граѓаните нема да имаат блокирани сметки. Ќе бидат најобјективно информирани за сите збиднувања во својата држава. Благодарам.